случува. Некаде околу 11 часот се испука во делот на Дива населба одредени празнични проектили кои што наликуваа на ракети и сите сметалме дека е отпочната војна. А полицијата вршише само нормална, стандардна полициска задача. Се поставува прашањето што тоа ни се случи, за да ние, од еден храбар, достоинствен народ, како кумановскиот народ што е, се доведовме во состојба да се однесуваме така. Куманово Груевски никогаш нема да ти го прости 9 мај. Никогаш нема да ти го прости, бидејќи на 9 мај додека Европа во духот на Шуман и Моне го празнуваше денот на обединување. Додека во Русија се одвиваше најголемата воена парада во делот на победата над фашизмот, во Куманово се случи мини дводневна војна. И се уште го должиш одговорот Груевски, кој тоа беше сценаристот, бидејќи режисерите веќе се надзираат кои си. А Куманово, сите ние заедно, ја задолживме многу Република Македонија. И мора еден ден Македонија да се одолжи за тоа на кумановчани. Застанавме рамо до рамо сите заедно и ја испративме пораката на мирот, бидејќи ни беше јасно дека се работи за едно фингирано сценарио во кое што за жал имаше и човечки жртви. Каде е денеска безбедноста и одбраната на Република Македонија? Почитувани сограѓани, ви доаѓа и ви звони полицаец на врата и сметате дека е дојден да ве тепа. Таква слика креираше оваа власт за полицијата. Полицијата спроведува избори во Република Македонија. Не, полицијата сега ќе обезбеди услови за да се спроведат фер и демократски избори. Среќаваме војник на улица и ви паѓа жал, го сожалувате, затоа што истиот го облекуваат нашите пријателски држави спонзори за НАТО. Во минатото тоа беа помош во високо софистицирана опрема, денеска е тоа помош во основна опрема, чорап и облек. Епа, почитувани мои, по чорап и во НАТО не се оди. И да не се вади Груевски дека главната препрека за неодење во НАТО е токму името на Република Македонија. Ние сме далеко од исполнување на стандардите за членство во евроатлантските интеграции. Во континуитет од 2006 па наваму се случува пат на тој план. Што планира СДСМ? Едноставно се онаа што беше до 2006 во одбраната и безбедноста ќе го вратиме назад, ќе тргнеме со реализација во одбраната на стратешкиот одбранбен преглед и ќе продолжиме во континуитет да ги исполнуваме стандардите. Но при тоа ќе ја деполитизираме армијата, ќе ја деполитизираме и полицијата. Повеќе нема да може обичниот војник да го напушти стражарското место и да оди да убие неколку луѓе затоа што се има замерено со нив. Но исто така не може да може и обичниот војник да прифати наредба од претпоставениот, а потоа да ја коментира. Тоа денеска за жал се случува. Се распишуваат конкурси во одбраната пред избори и истите се реализираат по завршени избори. А апликантите во континуитет се држат во неизвестност, при тоа обезбедувајќи сигурни гласови на политичката елита која што е представувана во редовите на ВМРО ДПМН. И ние таква држава не сакаме да градиме. Ние сакаме да градиме честна и достоинствена држава. Денеска во Старо Нагоричане ме праша една господја: дали вие планирате да крадете? И видите, многу битно прашање е тоа. Ние планираме да бидеме слуги на граѓаните. Тоа е нашиот избор и тоа е нашата опција.
политики, но ќе бегаме од популизам. Но при тоа ќе се водиме од едно основно начело. Честно, достоинствено и транспарентно. Ќе ги информираме граѓаните за сето онаа што го работиме. Ќе кажам избор 2 за онаа што значи стопанството во нашата општина. Живееме во град, возиме по инфраструктура таква каква што е во градот, некаде има дупки, раскопано е, не е раскопано, средено, не е средено, ние сме на власт, одговорноста е кај нас. Но при тоа ќе го свртиме погледот лево и ќе го видиме житоме. Ќе го свртиме погледот десно и ќе го видиме 1. мај каде го рушат. Ќе поминеме да излеземе од Куманово, ќе го видиме Монопол, како станува наеднаш руина. Ја пишува својата историја. Тоа е денеска нашето Куманово. Куманово е град кој што не произведува леп, а има една од најголемите фабрики за производство на лепи бели пеци. Па да го прашаме Груевски кој тоа го направи во Куманово и кој ги затвори сите тие силни некогашни компании. Сите го јаваме лепот на Житомел, израснаме и пораснаме со него. А денеска го гледаме како ФЗЦ го купија за 1,5 милион евра. Па се прашувам кој тоа и како тоа може да ги купи државните акции, кои што се 3 или 4 пати помалку вредни од самата залиха на стоки кои што ја има самата компанија. Да не зборувам за опрема, да не зборувам за имот и сите останати добра создавани со генерации. Токму вечерва во оваа сала гледам луѓе, сериозни луѓе кои што навистина реално искрено сакаа да ја помогнат на Република Македонија и затоа се вечерва овде со нас. Луѓе кои што 90-тите години со лопата и крампа направија се во оваа држава. Денеска последните 10 години овие со багер рушат и уште не може да го срушат тоа што е создавано со децении. Тука е нашата одговорност, почитувани граѓани. Повеќе никогаш нема да има шанса Милијана Киевски, економската зона која што ја доделија на општина Куманово, да ја продава по 1 евро од метар квадратен. И денеска да зјае истата таму, а при тоа подоцна да ја предава на општината да стопанисува со неја.